Алијанса за албанците не доби понуда за влез во владата во замена за неколку министерски и директорски места. Премиерот Димитар Ковачевски и председателот на опозицијската партија Арбен Таравари разговарале за законските решенија, справувањето со економската криза и европската иднина на Македонија. Но доколку се појави можност за таква коалиција, Таравари вели дека ќе ги поставеле своите услови, односно своите црвени линии. Разговаравме за европскиот пат на Македонија, кој што мора да продолжи тој пат. Исто така зборевме и за борбата против корупција и функционирањето на правната држава, која што е неопходна по сите критериуми што ги даваат меѓународни релевантни организации. Исто така зборевме и за законите кои што се блокирани, а што се однесува до европски закони, кои што Алијанса за албанците цело време ги поддржуваш. Ако евентуално започнеме преговори, секако ќе имаме наши црвени линии кои што би биле неопходни за да продолжиме со предоговорите. Првиот човек на владата изутрината ги отфрли како шпекулации сите досегашни информации за евентуална коалиција со Алијанса за албанците. За него оваа средба била само продолжение на лидерската која претходно ја одржа, а се однесуваше на идните чекори кои треба да се преземат во врска со македонските евроинтеграции. Ковачевски планирал да одржи поединечни средби и со другите лидери на парламентарните партии за одлуките кои треба да се носат со широк политички консензус. Разговараме за законските решенија кои што треба да се носат во собранието, а кои што се од реформски карактер, особено во делот на владењето на правото, борбата против корупцијата и исправувањето со економската криза која што имаме во државата, и особено за делот на законите кои што се блокирани во собранието, а кои што се однесуваат најмногу во овие три области кои што ги наброев. Така да се друго што се разговара е во делот на шпекулациите, темите за кои што денес ке разговараме се токму овие. Веќе подолго време се шпекулира дека Алијанса за албанците е можно да стане дел од владината коалиција. Нешто што може негативно да се одрази на атмосферата во Демократската унија за интеграција, бидејќи во тој случај скопското крило би се отцепило. Извори на ДУИ за медиумите брифираат дека мотивот за влегување на партијата на Арбен Таравари во владата бил да се намали влијанието на Изет Меджити и на неговата група, односно да се намали притисокот врз сегашните министри од редовите на ДУИ, чии смени бараше групата на Меджити, а пред се од вице-премиерот Артан Груби. Владеачкото парламентарно мнозинство за кое премиерот Димитар Ковачевски постојано уверува дека е стабилно, брои 64 пратеници, а влегувањето на Алијанса за албанците со 8 пратеници значително би ја изменило структурата на парламентот.